ова издание. Американски конгрес. Правилата на филибастерот беа два пати менувани изминатата деценија за да може полесно да се потврдат председателските номинации. Што велат законодавци од двете партии? Како и дали ќе се одрази врз агендата на председателот Бајден? Научниците се повеќе ги истражуваат последиците од COVID-19. Најтешките почнуваат со белите дробови. Но кои се долгорочните последици од вирусот? Можат ли да се одразат врз квалитетот на живот? Ке ви кажам, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Демократите во Американскиот сенат ги разгледуваат можностите за измени во историскиот процес со цел да се забрза усвојувањето на агендата на председателот Бајден. Стив Редиш објаснува и ги пренесува реакциите од двете партии. Има причини зошто некои американскиот сенат го нарекуваат најпромислено тело во светот. Една од причините е филибастерот. Во Сенатот еден закон не може да биде усвоен само со тесно мнозинство. Тие имаат, како што се нарекува, супер мнозинство. Ваквото правило било воспоставено со цел гласањето во Сенатот да ја овозможи на малцинската партија да има влијание и да учествува во изготвувањето на законот. Филибастерот бил присутен во некоја форма уште од средината на 1800-тите, кога сенаторите го користеле за да го заштитат робството. Во 1950-тите и 1960-тите беше искористен да се забави усвојувањето на легислативата за граѓански права. Дефинитивно планираме да одржиме марш низ Вашингтон ако има филибастер. Кога луѓето кои поддржуваат сегрегацијата и го спроведува филибастерот за граѓанските права и гласањето за нив, тие морале да спијат облечени пред говорницата во Сенатот затоа што можело да се гласа во било кој момент. Тоа било тогаш, кога малцинството спроведувало така наречен разговорен филибастер. Во ред, ако толку ви е важен законот, држете ја говорницата окупирана, понудите дебата, предлози, амандмани, користете обструкција ако морате. Покажете се во дебата. Сенатот го промени правилото за филибастер во 1975 за да ја елиминира потребата да продолжи расправата. Наместо тоа, 3/5 или 60 од актуелните 100 сенатори треба да се согласат да стават крај на дебатата за да може да се гласа по прашањето. Со оглед дека минал 36 години во Сенатот, Џо Бајден го поддржувал одржувањето на филибастерот. Во ексклузивно интервју за водителот од ABC News, Џорџ Стефанополос, председателот Бајден призна дека туркањето напред на неговата агенда може би значи модифицирање како функционира Сенатот. Филибастер со кој ќе застанете зад нешто и ќе ја командувате дебатата. И треба да продолжите да дебатирате. Ако престанете, некој може да каже ајде да гласам. Значи, мора да работите за филибастерот. Менувањето или елиминирањето на филибастерот бара мнозинско гласање. Додека демократите имаат тесно мнозинство, сите немаат ист став. Гласањето со 60 гласови е направено со цел. Основачките татковци на нацијата велат дека ако за нешто не се согласуваме, тогаш треба да ги оладиме зовриените глави и повторно да се обидеме да бараме решение. Џо Мансин, еден од најконзервативните 50 сенатски демократи, изјави дека никогаш не би го елиминирал филибастерот, но се согласи со Бајден за измени во филибастерот и според неговите зборови да се направи помалку растеглив. Правилата на филибастерот беа два пати менувани изминатата деценија за да може полесно да се потврдат председателските номинации. Лидерот на сенатското малцинство Мич Меконел изјави дека демократите ќе зажалат дека сакаат понатамошни измени. Штом републиканците се вратат во мнозинство, нема само да ги поништуваме сите либерални промени што ја повредуваат државата. Ќе ја зајакнеме Америка со сите видови на конзервативни политики без било какво учество од другата страна. Легислативата за имиграцијските реформи која ја поддржува Бајден, како и онаа за гласачките права, наскоро ќе бидат тест дали ќе преживее денешната форма на филибастер. За крај на News Flash, уште во март минатата година Светската здравствена организација која го прогласи COVID-19 за пандемија ширум светот, беше откриено дека вирусот е смртоносен, лесно пренеслив по луѓето. Една година подоцна, научниците знаат дека ги напаѓа виталните органи,
но ги анализираат и долгорочните последици од него. Керол Пирсон има повеќе на оваа тема. COVID-19 е респираторна болест предизвикана од вирусот официјално познат како SARS-CoV-2, што е кратенка за тежок акутен респираторен синдром коронавирус 2. Ова е втор пат коронавирус да разболи луѓе и да предизвика смрт. SARS првпат се појави во Кина во ноември 2002 година. Сегашната верзија на вирусот се појави во Кина во 2019 година, поради што се нарекува COVID-19. Вирусот ги напаѓа белите дробови. Таму се мултиплицира и ги неутрализира молекулите кои ни помагаат да се бориме со заразата. Повеќето луѓе оздравуваат, но вирусот може да ги уништи белите дробови и да предизвика проблеми со дишењето. Томас Стил морал да направи двојна трансплантација на бели дробови поради COVID. Нема ништо пострашно од тоа да бидете во болнички кревет и да се борите за секој здив. Јас тоа го правев 58 дена. Белите дробови спуштаат кислород во крвта и вирусот може да ги уништи и да предизвика опаѓање на нивото на кислород. Пациентите тогаш треба да се приклучат на респиратор за да им се помогне да дишат. COVID-19 може да предизвика и опасно згрчување на крвта. Луѓето кои веќе имаат оштетени крвни садови поради висок крвен притисок, мозочен удар или срцеви заболувања, имаат поголем ризик да развијат тешка форма на болеста. Овие згрчувања може да се формираат низ целото тело, вклучувајќи ги белите дробови и срцето. Тие може да предизвикаат срцев или мозочен удар. Доктор Ален Андерсон е еден од многуте кардиолози кои виделе како и луѓе со здраво срце добиле срцеви оштетувања. Тие имаа зголемување на крвните ензими што секогаш се случува при срцев удар и покрај тоа што немаа коронарни заболувања. Имаа нарушување на срцевиот ритам. Вирусот и пропратното воспаление може да го уништат срцевиот мускул. Некои од оштетувањата може да се поправат, но некои не. Лекарите исто така открија дека вирусот може да оштети и друг витален орган – бубрезите. Големо медицинско истражување во Њујорк минатата година анализираше повеќе од 5000 пациенти со COVID. Еве што откри. 36,6% од 5449 пациенти развиле акутно оштетување на бубрезите, од кои 14% биле ставени на апарат за диализа. Научниците се уште ги истражуваат последиците од COVID-19 врз телото, но најтешките последици почнуваат со белите дробови. Оштетените бели дробови потешко испуштаат кислород до крвотокот, а на органите им е потребен кислород за да функционираат. Ако немаат, може да бидат уништени, како белите дробови, срцето, бубрезите и црниот дроб. Има и долгорочни последици од болеста. Некои не се животозагрозувачки, но може да се одразат врз квалитетот на животот. Например, постојана малаксаност, главоболка, немање здив и болка во градите. Некои може да се соочат со когнитивна дисфункција или проблеми со меморијата. Некои пак имаат анксиозност и депресија. Секој, не само оние што биле хоспитализирани, може да има долгорочни симптоми. Нема начин да се знае кој може да биде афектиран. Не знаеме колку пациенти ќе развијат долгорочни симптоми по заразата. Истражувањата покажуваат меѓу 10 и 80%, што значи има голем број луѓе со такви симптоми и по 4 недели, кога се очекува луѓето да оздрават. Некои медицински центри отворија специјални клиники за третирање на лица кои имаат долгорочни последици, многу подолго откако оздравеле од COVID. Некои можеби немаат симптоми, но нивниот живот драстично се променил поради коронавирусот. Никогаш нема да бидам истиот како пред тоа. Тоа е само еден од многуте кои исто така никогаш нема да бидат исти како пред COVID-19. Го гледавте петочното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски. За повеќе информации појдете на glaснaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, пријатен викенд, се гледаме в понеделник.